Досега, проучувајќи за хероите на верата, од посланието до евреите, 11 глава, стигнавме до после потопот. Односно, бевме, досега проучувавме до потопот, а од сега после потопот. После потопот има многу векови до Авраама, но апостолот очигледно немал ништо што да каже за сите тие векови како пример на вера или верност, така што веднаш после потопот прв пример е Авраам. Ја би рекол и повеќе, но секако тоа се многу, тоа се векови, значи векови. Дури 300 години за нас особено е многу долг период. Значи, од, да речеме, се враќаме, значи, назад од турско време. Пред 300 години бил царот Петар Велики во Русија, например. 300 години за нас е долг период, долга историја. Ама, камо ли повеќе? Повеќе, многу повеќе. И навистина, веднаш после потопот, Библијата си ја споменува Вавилонската кула, споменува многу работи, но во сето тоа нема пример на вера. Напротив, пример на невера. Вавилонската кула е пример на невера. Првиот обид за нов светски поредок. А денес живееме во времето кога последен пат се прави таков обид. Обединување на светот против Божијата волја. Единство засновано на неверство. Затоа дури Авраам е пример на вера после потопот. И сега да видиме што конкретно е верата во Аврамовиот случај. Па почнуваме да читаме од 8 стих. Тука ќе имаме повеќе пати, повеќе саботи, предавања во врска со Авраам и неговото себејство. Тука ќе ги вклучиме, се разбира, и Исак, и Јаков, и Јосиф. Сите се тие едно пошироко Авраамово семејство. Но денес, 8, а ќе опфатиме нешто, барем дел и од 9 стих. Со вера, Авраам, како вашите преводи, како го пишуваат неговото име? Авраам или само Аврам во 8 стих? Значи со две секаде. Благодарам. Знаете кога го добил тој тоа име? Дали на почеток се викал така? Кога тоа се случило? Кога се случил тој премин? Ајде дека биде ова библиско прашање. Кога се случил тој премин? Се викал Аврам? Така? Ајде да отвориме таму.
Прва книга Мојсеева, 17 глава. Значи, заветот. Заветот на еврејски брит мила, брит, заветот, кој што со Авраама беше церемонијално потврден преку наредбата за обрезанието. Негово и на сите негови машки потомци. Со заветот добил друго име, иако не е многу различно. И кое е значењето на тоа име? Авраам, на новото име. Татко на многу народи. Значи, ова е битно. Видите, за еврејскиот народ било битно и за многу денешни религиозни евреи, за тие атеистите ништо не е битно. Било битно што Авраам е нивен татко, така? Уште читаме во самиот Јован Крстител, што цитира како се фалеле фарисеите. Ние сме чеда Авраамови. И тие се фалеле со тоа. И тој им вели, немојте да се фалите со вашето педигре, затоа што Господ може и од обични камења да направи чеда Авраамови. Но суштината тука е поинаква. Уште на самиот почеток на заветот со Авраама, Господ му вели дека ќе станеш татко на многу народи. Пред тоа му имаше ветено, како што е песокот морски на број, како што е бројот на звездите, така ќе биде семето твое. Но сега и семето многу не се знае на што се мисли. Евреите секако тоа си го толкувале дека се однесува само за нив. Само за телесните потомци Авраамови. Меѓутоа, евреите не се ниту единствените телесни потомци Авраамови. Тоа знаеме. Еден куп арапи, така наречени денес, се телесни потомци Авраамови. И замислете, Аврам е личност која што живеела пред, грубо речено, 4000 години, а денес е многу актуелна личност. Особено сегашниот контроверзниот председател на Соединетите Американски држави, за време на неговиот прв мандат, многу го актуализираше Аврамовото име со така наречените авраамски договори, авраамски спогодби, што ги исклучуваше помеѓу Израел и некои арапски земји. Авраамски спогодби. Но, дали, кога на Авраам му е речено дека ќе стане татко на многу народи, значи, тука нема никаква привилегија за евреите. Тука за евреите нема никаква привилегија. Само тука, мислам. Има привилегија еден куп, ама во овој момент, до тука, само да се фалиш само со авраамско педигре, немаш никаква привилегија. Зошто? Бидејќи Аврам е татко на многу народи, не само на тебе. Не само на еврејскиот, точно. Прашањето сега што го поставувам е следното. Дали, кога на Аврам му е ветено, речено, проречено, дека ќе стане татко на многу народи,
Тоа значи само во телесен смисол. Значи, ќе бидеш татко на еврејскиот народ и на еден куп други, на мадијанскиот народ, на едомскиот народ, на еден куп народи кои што денес сите си тие заради исламот и откако се исламизирани, сите се нарекуваат арапи. Дали се мисли само на телесни потомци, кога се вели ќе станеш татко на многу народи? Дали се мисли, например, само на семитски народи? На какви други народи? Какви други народи спаѓаат, би можеле да спаднат, да влезат во овој поим, дека Авраам е нивен татко? Дали Авраам е ваш татко? Дали вие имате семитско потекло? Па сега не знаеме, не сме баш. Со родословот тенки сме. До каде допира нашиот родослов? Да, меѓутоа, ние сме мешавина од сите тројца. Сите ние сме мешавина од сите тројца, поточно. Сепак, следно прашање. Со кој стих може да потврдите, новозаветен стих, дека Авраам е ваш татко, без оглед на вашето потекло? Со кој новозаветен стих може да тврдите дека Авраам е ваш татко? Дека Авраам е твој татко, без оглед на твоето генетско телесно потекло? Каков стих ви текнува во одговор на ова прашање? Ви текнува некој? Што ти текнува таму? Римјаните 4 глава 16 стих. Да, тоа е еден интересен текст. Така. Воопшто, кога Аврам се споменува, кои две новозаветни книги први доаѓаат на памет, на ум? Добро, евреите сега го проучуваме тоа. Меѓутоа, ајде кои други Павлови посланија први доаѓаат на ум? Римјаните, што ги спомена Перса, и Галатјаните, да. Римјаните и Галатјаните. Зашто? Па таму се споменува Авраам. Знаете? Авраам се споменува и во Римјаните, и во Галатјаните. Освен во евреите. Ама евреите ни е текстот што си го читаме сега. Што го проучуваме. На некој трето, четврто место да се споменува Авраам во Новиот Завет, освен сега во Евангелијата што го споменав Јован Крстител, чеда Авраамови, и Исус го споменува Авраам. Да, затоа што Стефан го споменува Авраам таму, раскажува цел еден историјат на еврејскиот народ до тоа време. Но, да отвориме во Римјаните 4 глава, бидејќи овој текст го имав предвид да го прочитаме како битен. Во што се состоеше заветот на Авраам, да се подсетиме? Што беше заветот? Што кој ќе речете заветот, по еврејски барит, евреите, да, евреите, прво што им доаѓа на ум е обрезанието. Мислам, евреите обрезанието не го нарекуваат поинаку, освен заветот. Значи, замислете крштевањето да не го нарекувавме крштевање,
ниту крштевање, ниту потопување, ниту заронување. Замислите, користевме само завет и заветување. А под тоа да подразбираме крштевањето. Така и евреите. Сега. Која битна вистина ја истакнува апостол Павле во Римјаните 4 глава во врска со Авраама? Видите, во оваа глава, Римјаните 4 глава, Авраам се споменува на многу места. Се споменува во 2 стих, во 3 стих и така натаму. Но, ајде, 16 од таму да почнеме? Да, јас се чудам од каде да почнеме. Подобро е да почнеме од... Ке се вратиме... Ајде вака. Во 3 стих се цитира Битие, каде што Авраам му поверува на Бога и тоа му се сметаше за праведност или оправдание. Да ве подсетам дека во Евреите 11 глава, 8 стих, само до каде прочитав. Само 3 збора цитирав во нашиот главниот стих. Евреите 11:8. Со вера Авраам. И тука застанав. Не прочитавме понатаму. Што со вера Авраам? Ке се вратиме таму. Но прво се подсетуваме дека уште пред заветот, пред да се склопи заветот, пред да го склопи Господ заветот со Авраам, наречен Авраамски завет, Авраам му поверува на Бога и тоа му се сметаше за праведност или оправдание. Сега. 10 стих. Скокаме. Апостолот си поставува реторичко прашање. Кога му се сметаш или кога му се засмета на Авраама таа негова вера за оправдание? По обрезанието или пред обрезанието? Преведено, по заветувањето или пред заветувањето? И си одговара веднаш, не по обрезанието, туку пред обрезанието. Бидејќи обрезанието е во 17 глава од Битие, а ова што Авраам му поверува на Бога и тоа му се засмета за праведност, тоа е во 15 глава од Битие. Значи пред. И сега, која е поентата на тој историски факт? 11 стих. И знакот на обрезанието. Тој го доби како што? Како печат на праведност. Меѓутоа, забележете што значи ова. Авраам не станал праведен тогаш кога бил обрезан, значи обрезанието не носи праведност, или обрезанието не носи оправдување. Бидејќи Авраам од пред тоа му поверува на Бога и тоа му се засмета за праведност. Така. Го разбирате ова? Но обрезанието го доби како печат на праведност. Значи обрезанието е печат. Ране, ти кога поверува во Бога? Тогаш кога се крсти? Имам мерак да те споменувам често, знам дека не ми се лутиш, како пример. Па и ти си и најтазе пример за крштевање кај нас, така. Вече ти не си поверувала во Бога кога си влегла тука, туку многу пред тоа, така. Но тогаш кога си влегла тука, тоа е печатот, така. Вие кога се сакавте на свадбата или пред свадбата?
Значи, нешто, суштината треба да постои пред печатот. Ама печатот е тоа што запечатува. Така. Значи, и обрезанието Аврам го доби како печат на праведноста, но праведноста не дошла од обрезание, од самото обрезание, туку од што дошла праведноста? Според тоа, праведноста не дошла од законот. Обрезанието е едно од делата на законот. Туку дошло од верата. И кај Аврамовиот случај, неговата праведност дошла од верата која ја имаше пред обрезанието, за да биде татко на сите необрезани што веруваат. На кого све е Авраам татко? И на сите необрезани што веруваат, не на оние што не веруваат. На сите необрезани кои што веруваат. Тука нема разлика. Тука е Аврам татко и на мажи и на жени. Сите необрезани што веруваат. Та и ним тоа да им се смета за праведност. Што да им се смета за праведност? Што е тоа што кај сите овие, на кои што Аврам име татко, наречен татко, што е тоа што ќе ви се смета за праведност? Како? Верата. Значи, тој е татко на сите необрезани, кои што веруваат. Та и ним тоа, кој е тоа? Верата, нивното верување, да им се смета за праведност. И 12 стих, и да им биде татко на обрезаните, бидејќи беше и обрезан подоцна на Авраам, но не на оние кои само го примиле обрезанието, значи сега и овие, и оние што се обрезани како негови телесни потомци, било евреи, било арапи, сега Аврам не име татко на сите нив, туку само на кои? Пак на тие што веруваат. Значи, сега дали разбирате зашто Аврам не може да биде татко на само на телесните потомци, дури и не може да биде татко на телесни негови потомци, ако тие не веруваат. Може ли не може? Не може. Буквално Аврам не може да ни биде телесен татко никому, бидејќи секој еден од нас си има телесен татко. Тој е првиот предок во коленото. Не може Аврам да ти биде татко. Дори да ти биде телесен предок, тој не ти е буквално татко. Но за да биде Авраам татко, наречен татко, значи некоја друга врска. Значи не можеш дедото да го наречеш татко, не можеш прадедото да си го наречеш татко. Можеш во некој поширок смисол, меѓутоа не е тоа. Во случајот со Авраам, тоа е верата. Тоа е она што го нагласува апостол Павле и во Иеремијаните, и во Галатјаните, и во текстот што го проучуваме Евреите, 11 глава. Значи, не само оние што го... Значи, он е татко и на обрезаните, но не на оние што само примиле обрезание, значи, евреи и арапи, и денес тука сите муслимани спаѓаат, туку кои врват и по стапките на верата од нашиот татко Авраам, кој што вера си ја имал пред обрезанието, уште пред обрезанието. Значи, Авраам може да ти биде татко само по вера. А кој текст во Галатјаните би го цитирале како доказ дека Авраам е твој татко. Јас прво на него мислев, патем речено, пред да го каже Перса ова. Кој текст во Галатјаните, многу прост, многу краток, многу едноставна формула,
со која докажуваш, ако си верник. Што пише? Тоа е тоа што го, значи не е тоа, во ред. Тоа е цитатот од Битие 15 глава. Љубица рече 28, 29, а Ивана рече 28. Така. Значи и двата стиха може. Што пишува таму? Ако сте, како гласи формулата? Ако сте Христови, тогаш што? Значи, како може да бидете Христови? Како може да бидеш Христова? Како може да бидеш Христова? Ако носам крст? Со вера се разбира. Само со вера може да бидеш Христов и Христова. Како поинаку? Ако сте Христови, тогаш сте што? Семе Авраамово и наследници според ветувањето, според Божиот завет. Значи, јасно ли е дека твој татко е Авраам? Може ли да се каже дека твој татко е Авраам, ако веруваш во Исуса Христа? Ако сте Христови, ваш татко е Авраам, без оглед на вашето генетско и телесно потекло. Може да се каже. Сега ќе се вратиме на Евреите 11 глава. Со вера Авраам што? Евреите 11 глава. Со вера Авраам што? Кога беше повикан, послуша. Значи, што представува верата според Вагонер? Верата е само по себе послушност. Не може да правиш разлика помеѓу верата, живата вера и послушноста. А новата теологија се обидува, со сила се обидува да прави разлика помеѓу верата и послушноста. Со вера Авраам, кога беше повикан, послуша да појде во местото што требаше да го добие во наследство и тргна, не знаеки каде оди. Значи, пошто Авраам станал познат? Пошто Авраам воопшто влегол во Библијата, во библиската историја? Кој бил Авраам пред тоа? Авраам бил... Прво, дали знаете што бил Авраам? Авраам е наречен евреин, уште во Битие, Авраам евреинот. Меѓутоа, тоа, во негово време тоа не значило националност. Не постоеле евреи како народ. Најверојатно, постојат две теории за потеклото на името евреин. Ќе споменам само едната, дека тоа име настанало од името на еден семит предок Авраамов, споменат и во книгата Битие, кој што живеел над 4 века после потопот, по име Евер. Евер се споменува во Битие после потопот, како еден долговечен за послепотопни услови, предок Авраамов и не само Авраамов, на многу семитски народи, но се верува дека името Евреин, бидејќи Авраам е наречен Евреин,
потекнува од Еверовото име. Меѓутоа, еврејскиот народ како народ не постоел. Што бил Аврам по народност, по националност, дали знаете? Да. Аврам бил халдеец. Аврам припагал на истата нација на која што припагале вавилонците. Значи, само што Вавилон значи е градот. Значи, Скопјанец. Скопјанец е само за Скопје. Македонец може да биде и надвор од Скопје. Освен за Грција. За Грција сите сме скопјани. Аврам живеел во Ур Халдејски. Тоа бил, според археолошките податоци, еден високо цивилизиран град со развиена водоводна мрежа и канализација. Како што рече и Рајна, Аврам бил и таму богат човек. Дали Аврам и тогаш бил побожен човек? Дали верувал во Бога? Зошто воопшто Господ него го повикал? Кого би повикал? Зато што верувал. И не само зато што верувал. Имаше една друга особина, битна особина. Која беше таа? Се сеќавате? Која беше? Пошто се разликуваше Аврам од други семити и па и јафетовци, кои што исто така верувале во единствениот вистински Бог и не се клањале на идоли, на кои што се клањале и многу семити, веќе самите вавилонци, самите халдејци, уште во Аврамово време. Пошто се разликувал Аврам од другите верници во вистинскиот Бог? Добро, тоа веројатно го правиле и другите. Бил послушен во ред, но да речеме дека и другите биле послушни. Има нешто. Се сеќавате? Кога Господ рече, бидејќи знам, тоа јас и ти не сме, Андре. Се бара за да избере Господ човек од кого од чие семе ќе направи цел еден избран народ, се бара каков човек, каков верник. Не само таков што самиот тој е верен и послушен, туку таков што ќе знае да ги воспитува своите деца, своите внуци, своите правнуци, да одат по таа иста вера. По таа најстара вера. Има логика? Има. Ако беше Аврам, да речеме, верен, послушен, пренесува жртви на вистинскиот Бог, не на идолите. Но ако беше како првосвещеникот Илија, од Мојсеево време. Дури ако беше како пророкот Самуил, последниот судија. Пророкот Самуил поим за светец Божи, за праведник Божи, за силен пророк Божи. Но, што се велеше за синовите на Самуил? Зошто израелците побарале земски цар воопшто? Бидејќи и ти остаре, му велат на Самуила, и ти остаре, а твоите синови не се како тебе, не одат по твоите патишта. За да создаде Господ избран народ, се бара таков верник, се барал таков послушен патриарх, кој што ќе знае и своите деца да ги воспитува, своите потомци. Биле доволно долговечни и во Аврамово време, па да видат и внуци и правнуци, да ги воспитуваат во таа иста вера. Видите, да се биде родител,
е голема работа. Голема одговорност. Иако Аврам и пред тоа бил верен и побожен човек, што ќе се случило ако не послушал да излезе, да го напушти, да ја напушти цивилизацијата? Се сеќам брат Љубиша, братот на Вања, еднаш ми кажуваше како реагирал Вања кога прв пат дошол во Англија, во Нјуболт, во Лондон, не знам каде прво, веројатно на аеродромот, со кои зборови? Знаете со кои зборови? Цивилизација! Значи, ова Белград и Скопје и се што е по-јужно од Дунав. Не сакав ја да кажам некој збор, да го прифатиме твојот збор. Катастрофа. Сега, за тоа време Ур Халдески и самиот Вавилон, и самата држава на вавилонците, на халдејците, била број 1 цивилизација за тоа време. Што ќе се случило ако Аврам не го послушал Божиот повик? Значи, верен, праведен човек, се кланя само на вистинскиот Бог, не се кланял, не ја мешал верата со идоли, како што правеле многу други. Дури знаел да ги воспитува и своите деца, иако сега тука се уште нема таков. Нема потомци он се уште. Но, што ќе се случило ако не излегол од Ур Халдејски? Едноставно не сакам да ја напуштам цивилизацијата. И да отидам каде? Богу иза леđа. Не знаејќи каде оди. Да отидам некаде каде што не знам. Не знам каде. Не знам ни кај се наоѓа. Не знам ни како е таму, што е таму. Како би постапиле ние на негово место? Очекував тој одговор. Добро, сепак не сме биле сите повикани од Бога да отидеме некаде, нели? Не знаејќи каде оди, буквално Аврамовата вера во овој случај била слепа вера, бидејќи не знаеш каде одиш. Повикан си да отидеш некаде, да се преселиш некаде, а не знаеш каде. И не знаеш како е таму, што е таму, зошто таму. Ако Авраам не го послушал Божиот глас тука, иако се решил, Господи, јас ќе ти бидам верен до крајот на животот, ама цивилизацијата не ја напуштам. Ке си останам тука. Тука ми се корените, тука ми се предците, како велат. Добро. И колку далеко отишле со Тара? До Харан. Што значи тоа? Тара, значи Аврам дури не сватил дека повикот се однесува за него лично и жена му. Тој се за да не бидам сам, а кој знае каде удиме сега, уđум, и татко му, и роднини, и
ама со нив само до некаде. Тие се повеќе кочница, повеќе товар, непотребен товар. Затоа дори требало да се чека да почине, да умре Тара во Харан, за да може Аврам да продолжи понатаму, уште на запад, каде што Господ сакал да го однесе. Сега, ако Аврам не го послушал Божиот повик, дали ќе постоеше воопшто во Библијата неговото име? Ако тука не го послушал Божиот повик, да излезе од Ур Халдејски. Значи, за денес само 8 стих. Не. Значи, што е битно за верата на Авраам, што го послушал Божиот глас? Да направи нешто што човек со здрав памет, со присвест, воопшто не би го направил. А зошто тоа да го направи? Зошто би направил нешто, би направиле нешто што при здрав памет никогаш не би го направиле? Освен за нас мажите, освен кога е жена во прашање, бидејќи во таков случај може да се направи нешто што при здрав памет не би го направил. Но што им беше зборот? Што е тоа битното? Зошто би направил нешто? Зошто да го напуштиш Ур Халдејски и да отидеш некаде кај што и самиот не знаеш каде? Вера, што зна? Вера во што? Во Божиото водство. Господ, затоа што Господ рече, и затоа што Господ рече, Господ знае најдобро. Господ знае каде. Господ знае што е таму. Јас не знам, но Господ знае. А јас не му верувам и тоа е доволно за да бидам мирен, сигурен, безбеден. Се чувствувате безбедни? Само затоа што Господ така рече, не заради околностите. Околностите може да не направат да се чувствуваме катастрофа. Да се држиме за Бога како Авраам, за да издржиме и ние до крајот. Нека му е фала и слава. Амин.